Повелете прашање за новинарите. Господине Заев, сега само да ве прашам дали ќе има и други факти за албанските партии што се дали ќе се објавуваат, и второ прашање ми е тоа. Дали го видовте протестот, се албанскиот протест кој го организираше едно од движењата на албанците во Македонија, кој протест според нив беше успешен, имаше доволно граѓање на протестот, и која е вашата порака што ја добивте од тој протест, ако воопшто сте го следиле? Бидејќи до сега не му е дадена некоја си тежина било каква. Во делот на дали постојат и други материјали за објавување, знаете дека постојат и ќе продолжиме. Се додека има потреба, со целото трпение кое што го имаме, ќе продолжиме додека не добиеме организација на влада која што ќе ги подготви и организира следните исклучително важни, фер, демократски и регуларни избори. Се што постојат материјали ќе објавуваме. Во делот на второто прашање за протестот кој што го организира под повикот на беса, можам да кажам дека секој протест е демократски дозволен, ние го користиме како опозиција заедно со граѓаните за Македонија, посебно кога е насочен кон целта Груевски и Али Ахмети да заминат од власт. И секако мојата поддршка има и тој протест и поддршката на опозицијата, единствено што не ме бендиса, што провеуваше само албанското знаме. Тоа е игра на картата на национализмот на Груевски и на Али Ахмети. Ако тие луѓе што протестираа против нив, меѓу другото и во своите говори, ги споменуваат зборовите дека и на нив име преку глава од вакви национализми, тоа мораше да го покажат. Но нови се дечките, млади се надевам ќе учат, нека градат политички кариери, разноликости во Македонија треба, нека ги има и ги охрабрувам да продолжат, но мудро, кон нашата заедничка татковина, Република Македонија. Повелете други прашања? Господине Заев, вчера рековте дека давате уште 10 дена за преговорите да почнат и да се дојдат до некакво решение. Рековте дека 6 месеци пред избори Груевски треба да си замине од премиерската функција. Дали тоа е на некој начин последната ваша понуда во овој формат на преговори? Го цитирате мојот дел сигурно од синокешното интервју на една телевизија. Еве, ако не е јасно, Социјалдемократскиот сојуз, техничката влада ја бара од 27 април 2014 година. И тоа го бараме со причини. Универзална сала испорачавме барања многу прецизни, јасни и конкретни, каде што велевме од 6 до 9 месеци преодна влада. 6 месеци најверојатно излегува од вчера од соопштението, после средбата со министерот за надворешни работи на Бугарија. Разговорите кои што се одвиваат веќе 3 пати со посредништво на Европската унија и другите дипломати се темелат на принципи, на многу важни прецизни детали кои што мора да доведат до конечната цел изборите на крајот на април да бидат признаени, меѓусебно честитани, и тоа е целта кон која што мора да се стремиме сите. За да тоа го постигнеме, многу е важно од денеска како ќе го поставиме целиот процес. Во тој процес, нашите принципи и вразување со термини се многу едноставно разбирливи. Ќе спомнам неколку. Мораме да ги изградиме институциите до ниво на нормалност. Да ги вратиме демократските надлежности во самите институции, демократското нивно функционирање, корективните механизми да бидат вратени во самите институции, за да може сите заедно, конечно, да преку тоа осигураме слободно изразената волја на граѓаните на избори. Соодветно на тоа се поврзани и роковите кои што ги бараме врзано со тие принципи. Ако проверката на избирачкиот список е неопходно потребна соодветни месеци да се направи, тогаш е неопходно потребна веродостојноста, конечната потврда да биде потврдена од сите нас, а не само од влада на чело со Груевски, за да може да му уверуваме на тој избирачки список и конечно да нема дилеми. Ако го отвориме избирачкиот закон, а тоа го дефиниравме веќе во разговорите, тој ќе отвори многу важни процеси, важни за едината и демократизацијата на Македонија. Ќе разговараме најверојатно за диаспората, ќе разговараме за изборните единици 6-3-1, ќе разговараме за отворени или да продолжиме пак со затворените листи,
Ќе разговараме за многу важни работи внатре. Кој тоа ќе го гарантира? Повторно Груевски и оваа иста влада? Ќе му веруваме задоволно сите на крајот да може да се честитаме на избори? Сето она кое што го аргументираме на сите овие преговори е конкретно врзано со прецизни детали и искуствени податоци кои што реално ја потврдуваат позицијата на опозицијата и на граѓаните за Македонија. Од тука, сето она кое што на тие разговори, еве ако продолжат, очекуваме да продолжат, бидат јасно прецизирани гаранциите за овие моменти, прецизни детали или чекори кои што треба да се преземат, за да ја осигураме конечно таа цел и не да верува Заев, Груевски, Ахмет или Тачи, но граѓаните да почувствуваат, да веруваат тие, дека тие се конечните, каде што слободно ќе ја кажат својата волја и конечно политичарите ќе стрепат од нив, од граѓаните. Тоа е тоа кој што мора да го постигнеме. Се друго, меѓусебно ќе се лажеме, ќе лажеме и меѓународната заедница, ќе лажеме и домашната јавност. Затоа зборувам премногу внимателно и исклучиво позитивно. Дојдовме до таа фаза каде што сега е моментот да ги направиме чекорите конечно и исклучиво во интерес на Република Македонија. Тоа зависи од сите нас кои што седиме таму на масите. Затоа е врзано со термините. Ова не е ултиматум. Во преговори не се влегува со ултиматум. Во преговори на основа на конкретни детали, на конкретни податоци се разговара и преговара, се вадат на маса и на крајот дај Боже да се постигне договор. Тоа е тоа кој што го очекуваме сите. Ако имаме сите ултиматуми од кои што не мрднуваме, секако не треба ни да одиме на преговори. Но преговорите па имат смисла ако ја дадат конечната цел за која што сме седнале на маса и разговараме. Повелете други прашања. Повелете. Дали имате сигнал од некого за продолжување на преговорите или разговорите, како и да ги наречеме, и до кога ќе чекате за да вие бидете иницијатор на една таква нова средба? Добро ако видите во скеджуалот или агендите на Европските комисии на Европската Унија, ќе видите дека до крајот на месецот има многу важни состаноци, од кои што произлегуваат и обврски на нашата Македонија пред тие институции и пред тие комисии и пред тие форуми кои што ќе одлучуваат, заради тоа што пред нив аплицираме за полноправно членство во Европската Унија и заради тоа тие го модернизираат, односно го менаџираат целиот овој процес на преговори. Согласно тоа и ги дефиниравме и кратките рокови, да се обидеме да постигнеме нешто токму заради тие состаноци. 25 и 26 е Советот на Европа. Тоа е истиот овој месец, 25 и 26. Убаво е до тогаш, ако имаме резултати, да имаме резултати. Ако не, да не се мачиме повеќе. Да ги отвориме сите други демократски механизми кои што ни постојат на нас на располагање, а тоа се секако, потврдувам, повторно мирни и ненасилни механизми кои што уставот и законите ги дозволуваат за нас како опозиција. И затоа дефиниравме 10 дена. Токму од таа причина тргнавме и се надевам дека во брзо време ќе се случат иницијативите. Вратите во Брисел на завршетокот на состанокот ги оставивме отворени, што значи иницијатива може да дојде од секој оној кој што присуствуваше таму на самиот состанок. Тоа може да дојде од Заев и од Груевски, може да дојде од амбасадорите, може да дојде од комесарот Хан, може да дојде од некој од албанските партии и нивните лидери или слично. Јас се надевам дека следните денови веќе ќе се одржат некои средби, за да може да кажеме чекориме кон целта, да постигнеме конечна цел договор или не, или воопшто да не се обидуваме. Убаво е кога си задаваме пократки рокови, заради тоа што секако мачнотијата е присутна во државата, таа се чувствува насекаде, во секоја пора на општеството и тука е дополнително одговорноста, кога веќе толку време сме потрошиле за разговори, на крајот да се обидеме уште конечно со последниот чекор, да успееме да се договориме. Повелете? Имате ли некакви информации за подиректно вклучување на Викторија Нуланд? Заменикот секретар на Стејт департментот доаѓа во регионот. И најверојатно при посетата на регионот, што е огромна чест, ќе ја посети Македонија. Тоа е посета договорена уште пред некој месец и нешто, каде што никој не може да претпостави во тој момент дали ќе има успех во преговорите под раководство на комесарот Хан и на Европската Унија или не. Но не е случуваме можноста, секако, ако е тука и ако има
добра намера да се вклучи да помогне во процесот. Таа е добре дојдена за нас како страна, иако потврдив дека реално очекувам до крајот на овој месец или во следните 10 дена да се обидеме да најдеме разговор, ако не повеќе нема што и да се мачиме. Други прашања дали има? Дозволете само на крајот да искоментирам за да стане јасно дека ги следиме комплетно состојбите. Додека премиерот пушта игралишта во Новаци, воопшто не се сврте кон земјоделците и да праша зошто повеќе од месец дена нема вода пуштена од Срежево. Таму е катастрофа. Наводнување нема ни тутунот, ни пиперот, ни сите други земјоделски култури. Цените на земјоделските култури се катастрофа. Компирот е во момент 5 денари, зелката е под 3 денари. Апсолутно доматата, краставицата се со понижувачки цени. Апелирам комплетно внимание кај една од најважните гранки, а тоа е земјоделството. Лето е веќе и температурите не може да дозволат да се издржи без вода. Оправдание дека бил запушен каналот, па немало вода, за 2-3 часа се отпушува тој канал и апелирам од Стрежево да се пушти вода директно на земјоделците од Пелагонискиот регион, заради тоа што навистина ќе го изгубат и тоа малку што остана после поплавите како производство, од кое што екзистираат огромен број на семејства во нашата земја. Ви благодарам на вниманието со кое што ме следевте.